Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, последна за оваа пета сезона. Се надеваме дека од септември ќе започне и шестата во најдобар ред. За крајот на сезоната, мој гостин е заменик на премиерот и министер за транспорт, господин Александар Николовски. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата и поздрав на сите што ни гледат. Господин Николовски, прв пат сте во емисија откако дојдовте на ова исклучително важна функција во владата. Веднаш едно прашање, знам што кажувавте претходно, меѓутоа ја вака би рекол уште еднаш да повториме. Влеговте тамо, претпоставувам со одредени надежи дека сепак не е толку лошо, меѓутоа потоа излеговте со информации дека работите се уште полоши дури од најцрните очекувања. Па да, за жал е полошо од тоа што очекував. Ситуацијата е драматична, би рекол. Зборувам тука за сите сектори кои што ги покрива моето министерство. Јас знаев дека ти е лошо, но не очекував дека ти е волку лошо. Во моментов се бориме за 4400 луѓе дали воопшто плата ќе можат да земаат до крајот на годината. Зборувам за вработените во пошта, вработените во Македонски железници транспорт и Македонски железници инфраструктура. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е катастрофалната состојба со железничкиот сообраќај и воопшто железничката инфраструктура. Третиот дел е состојбата со автопатиштата. Практично заглавениот Охрид Кичево. Исто така Прилеп Градско има многу проблеми. И се на се многу полошо од тоа што очекував. Добро, но колку и да не очекувавте, факт е дека ќе мора да се соочите со реалноста и граѓаните ви избраат да барате начини и решенија. Затоа не избраа луѓето, за да решаваме проблеми, иако мислам дека и ние и граѓаните да знаевме дека е волку лошо, веројатно уште поголем поразот ќе беше на СДСМ и овие 18 пратеници што ги освоија немаше да ги освојат, затоа што верувајте пустош им оставаат позади себе и ти ни треба сериозен временски период за ние на нула да дојдеме, да не зборувам за развој. А тоа е многу тешко да се менаџираат очекувањата на граѓаните, затоа што ние имавме како држава 7 години уназадување. Не би рекол застој, туку уназадување. И природно граѓаните немаат време за губење, сакаат веднаш да има напредок, но реално и фер и честно е да им кажеме дека нас се ни требаат години за да ја стабилизираме работите и да донесеме на нула. Во мојот сектор мислам дека минимум треба 2 до 3 години ние се вратиме на точка нула, па после тоа да почнеме да одиме напред и да се развиваме. Некој знае да речи, па нели знаев дека ќе е така, не знаевме затоа што ги немаш сите информации кои си во опозиција и власта се обидуваше да скрие се што може да скрие, така што е ние нормално е дека имавме сознание, но е многу полошо тоа што мислевме и што се наши сознанија, но ќе се бориме, затоа сме тука и ја затоа и се нафатив на оваа работа и ќе избиеме битката и ќе има Македонија и добро организирани комуникации, ќе има и автопатишта, ќе има и железница, ќе има многу убави проекти кои што следуваат во периодот кој што доаѓа и сум сигурен дека граѓаните и после 4 години ќе ни ја дадат довербата за тоа што ќе имаме убави вести да споделиме со нив. Добро, токму денеска најавивте засилена градежна офанзива и зборувавте за ситуацијата на граничните премини каде што се потребни одредени зафати. Претпоставувам дека сепак и покрај тешката состојба има планови во одвој дел кои што даваат простор веднаш да се реагира во рамки на можностите. Јас можам да ви кажам, денеска ми е 14 ден како министер. Во 14 работни дена мислам дека одглавивме поети работи отколку што претходно за година и 4 месеци не се одглавиле. Прво тука е состојбата со железницата, каде што сериозно веќе почнуваме план за стабилизација и реструктурирање на Македонски железници транспорт и Македонски железници инфраструктура, тоа се две различни предпријатија. Со цел да Македонија добие пруга со која што ќе може да се горде и возови кои што ќе служат и на бизнисот, но исто така и на патниците. Со автопатиштата можам да кажам дека за Охрид Кичево веќе се детектирани првите
проблеми и сега ќе ги решаваме, затоа што многу е битно да знаете кај сте, па што треба да правите следно. А во однос на Прилеп градско, мислам дека ќе можеме да имаме добри вести за многу брзо време. Очекувам дека во едно догледно време ќе можеме да го пуштиме тој пат, да биде целосно функционален, зборувам за експресниот пат Прилеп градско. Добро, но Кичево Охрид е нешто што практично останува во меморијата на целата нација како нешто, како поем за неуспех. Точно. Значи, не знам, се работи за 60 километри, некој ќе рече, ама 60 километри кои што со години се влечат, секој што оди кон главното туристичко место во државата не може да не се разочара кога ќе видиш дека ништо не се случува. Таму детектиравме 3 главни проблеми. Првиот проблем е не е завршена експроприација, за која што не можам да најдам логично образложение. Се уште не е завршена експроприацијата. Значи, овој проект се работи активно повеќе од 10 години, експроприација почнува и предходно, нели вие не почнувате експроприација денот кога ќе ја фрлите првата лопата. Да трае процес на експроприација 12 години до денес е нешто што не можам да го разберам по ниеден основ. Каков и да е законот, какви и да се процедурите, никој не може да ме убеди дека 12 години може да трае експроприација. И тука одговорна е досегашната влада за тоа што не работеле на експроприацијата. Тоа е директна одговорност на влада, затоа што сите институции кои што се поврзани со експроприација на земјиште се под надлежност на владата. Така што тоа е првиот проблем. Вториот проблем е проблемот со косините и лошо проектираните косини. И тука веќе се бараат решенија во репроектирање. И третиот проблем се неколку бензински пумпи кои што се на самата траса, каде што двете страни се во право. Значи, и јавното претпријатие за државни патишта, како нели одговорно за реализација на автопатот, е во право, затоа што трасата е таа, а и овие кои што имаат бензински пумпи се во право, затоа што во некој друго време добивале сообраќајни решенија за магистрален пат. И сега тука мора да се најде некое средно решение како би излегле ни од целиот овој проблем. Јас кажав вчера и стојам позади тоа, имајќи предвид дека се работи за Охрид Кичево, малце на локален охридски дијалект го кажав тоа, ќе го кажам и сега, нели реков вчера, како ќе правиме, до крај на 2026 година автопат ќе има и ќе има. Така што ние тоа го ветивме во нашата програма, дека до крајот на 2026 година ќе се заврши Охрид Кичево и ќе се заврши Охрид Кичево. Вашиот претходник, морам да кажам, вашиот претходник исто така даваше датуми. Претходниците видовме, но јас му беа давани насоки од премиерот. Јас не го кажувам ова случајно, го кажувам убеден во ова што го зборувам. Планирам јас најголем дел од работното време да го трошам на реализација на Охрид Кичево, реализација на автопатските делници што се дел од коридорот и 8 и 10 популарно овој договоров со Бехтел и Енка, пругата и стабилизација на предпријатијата. Тоа ми се 4 фокуси кои што ги имам за летово и веќе мислам дека септември, октомври ќе можам да презентирам добри вести пред јавноста, а паралелно како дополнителен пети предизвик е да ги поддржиме општините со овој план кој што го имаме со ребалансот на буџетот, да одвоиме 100 милиони евра за инфраструктурни проекти во општините. Јас веќе 12 лоцирав во рамки на моето министерство, што ќе значи дека есенва ќе имаме еден градежен бум на секаде низ општините со решавање на основните инфраструктурни проблеми на граѓаните, водоводи, канализации, патишта и сето она што е во рамки на мојот ресор. Така што ќе има доста добри вести веќе почнувајќи од есента, но летово сакам да го искористам за стабилизација и за навлегување од проблемите. Јас сум таков и по карактер, сум доста темелен и мислам дека за да имате успех во некоја работа, мора прво добро ги поставите темелите. Јас и во мојата политичка кариера, која што нити е кратка, нити е случајна, никогаш не сум трчал по брз пиар и никогаш не сум се обидувал да ловам само симпатија на јавност, туку сум сакал реално да ги поставувам работите и сега ги поставувам реално работите, иако од бројни пријатели кои што секако ми мислат најдобро, добивам совети дека можеби треба повеќе да правам маркетинг во овој период, да ме има повеќе, да се рекламирам повеќе, но јас не мислам така. Јас мислам дека првиот месец треба да ги искористам за стабилизација на целиот сектор, јас водам огромен сектор, навлегување во проблемите, наоѓање решенија за проблемите,
стабилизација на овие предпријатија кои што ги споменав, затоа што се навистина греота луѓето и не смееме да дозволиме ни едно семејство да остане без плата, камоли 4400. И кога сето ова ќе го направиме, веќе да зборуваме за реализирани проекти, затоа што само такви проекти ќе бидат проекти на здрави нозе и солидни. Јас нема да дозволам како министер да се случи ново Охрид Кичево. Без разлика дали е тоа во дел на пруга, или е во дел на автопат, или е во дел на било што друго, јас нема да дозволам да се случи ново Охрид Кичево. Добро, кога сме кај патиштата, за многумина е многу важен проектот со коридорите 8 и 10, така наречениот Бехтел и Енка случај. Вие самиот рековте, договорите се подпишани, меѓународни се, преземени се обврски од кои што практично нема бегање сега. Од друга страна, факт е дека им дадовме веќе преку 200 милиони на овие две фирми. Процесот во кој што сега се наоѓаат тие коридори е, ако сме реални, нигде. Се уште може да се види по некој камион тамо нешто носи, меѓутоа некоја реална приказна нема. И со право прашањето на многу луѓе, ќе потрошиме многу пари во ситуација кога државата нема. А од друга страна, ако се повлечеме, претпоставам, од овие договори, ќе плаќаме само тешки казни и тоа е тоа. Некако ми е ситуацијата ни угоре, ни удоле. Баш така е. И мислам дека кога имаме таква ситуација, секогаш одлуките кои што ги носиме, треба да носиме како да носиме одлуки за сопственото семејство и за сопственото домаќинство. Сега државата има два избори. Едниот избор, популистички, фин за јавност и така натака, ама краткорочен, е да го раскинеме договорот. Мислам дека изведувачот е најсреќен со таа работа. Затоа што не 200, туку до денес 240 милиони евра му се исплатени од државата. Се огромни пари. Ние кажуваме како бомбони да се, но се огромни пари. За тие пари изведувачот нема испорачено ни 1 километар автопат, затоа што тие се аванс. Тој би бил најсреќен, си го земе авансот и ја замени. Тоа е како некоја купува стан, дава нели капар, после тоа не се реализира транзакцијата, капарот останува кај газдава на станов. Него ме убаво. Газдата на станот ќе продаде станот на некој друг, го заработил капарот. Отприлика сме во таква ситуација. И не сме само во таква ситуација, туку замислете овој газдава на станов кој што го зема капарот да има уште и договор со кој што сигурно ќе добие на суд дека ако не се плати станот, ќе му земе и пола од вредноста. Значи ние сега кога го раскинеме договорот, покрај овие 250 милиони евра што ги имаме платено, 240 се извинувам, голема е веројатноста да некаде уште половина милиарда државата плати како оштета на изведувачот без километар автопат да добие. И Македонија потроши огромни пари, незамисливи пари. Ние се фалиме со 100 милиона за сите општини заедно, за сите населени места во држава, а овде ке зборуваме дали на гладно срце даеме 750 милиони евра само за да некому се направи ќефот да се раскине договорот. Тоа е едната варијанта. Втората варијанта, инаку секако е договорот лош, ние сега не зборуваме тука за добар договор, зборуваме за лош договор, е да искористиме што можеме максимум да добиеме во рамки на овој договор и во рамки на оваа рамка да добиеме што повеќе километри автопат. И за колку може пократко време. И затоа, мислам дека треба да сме прецизни и јасни со граѓаните, дека наша цел треба да биде во рамки на овој договор да добиеме што повеќе километри автопат за што пократко време. Тоа е домаќинско однесување. Иначе раскинување на договорот во моментов би бил душмански однос кон буџетот. Затоа што ќе останат автопатите неизградени, треба утре некој друг да дојде да ги гради, тој нормално ќе наплати, а парите кои што ќе ги даеме на постојниот изведувач не ни се враќаат назад. Отишле во ветер. Се согласувам со тоа, но колку е постои ли некоја индикација за расположение кај фирмите изведувачи дека сакаат да влезат во приказната на еден малку поинаков начин? Сега, јас имав само еден состанок до сега со нив, ми треба нели време да влезам во приказната. Моето чувство е дека многу внимаваат на репутацијата на компанијата, зборувам за Бехтел, и дека сакаат да се заврши проектот, затоа што сакаат да има добра приказна за нив во јавноста. Што е добро, затоа што и ние го сакаме тоа. И ако Македонија добие модерни автопатишта во следните 5 години, да речеме, колку што отприлика треба да трае процесот на изградба, тоа е бенефит за сите нас. Ние се зборуваме за Охрид Кичево, ама после тоа има
и делница Кичево Букојчани, Букојчани Гостивар, популарната стража, па и Гостивар Тетово, ние сите велиме дека Гостивар Тетово има автопат, нема автопат. Ако сме реални, тоа веќе не е автопат. Не е автопат, тоа не се вика автопат, се вика експресен пат. Така што ако ние успееме за 5 години да имаме од Скопје до Струга и до Охрид модерен автопат за кој што ќе се стига, по кој што ќе се стига со пријатно возење за час и половина, ние сме направиле огромна работа за луѓето, за бизнисот, за сите кои што ќе користат овој пат, не само Охрид како најголемо туристичко место, туку за стотици илјади луѓе кои што живеат на целиот овој потек по автопатот, да не зборуваме за поврзување со Албанија или со Грција. Ако за истиот или пократок временски период добиеме автопат Прилеп Битола со обиколница на Битола и крак до граница со Грција до Меджитлија, кој што ќе се спои на експресниот пат Прилеп Градско, кој што мислам дека ќе е првата голема работа што ќе ја пуштам како министер. Ние сме добиле поврзување на Централна Македонија, на Пелагонија, на Могила, на Новаци, на Демирхисар, на Кривогаштани, на Кукуречани, на секако Битола и Прилеп со Скопје, ама не само со Скопје, туку и со Солун, затоа што овој пат директно излегува на коридор 10. Така мислам дека треба да гледаме работите. Јас затоа се нафатив на овој ресор за да испорачувам резултати и ќе испорачувам резултати, ќе дојдат тие во годините кои што се пред нас, но да се вратам на основното што го кажува, мора прво да ја стабилизираме работата. Како во секое семејство, вие кога имате во семејството, сите сме имале потенцијална финансиска криза, прво гледате со што располагате. Имате куќа, немате куќа, имате стан, немате стан, имате возило, немате возило. Сте вработени, не сте вработени. Ако сте вработени, колкави се примањата, колкави се на останатите членови на семејството, седнувате дома, правите домаќинска математика, толку заработуваме, толку трошиме, тоа треба да купиме, тоа треба да го продаеме и после тоа да размислувате за нов стан или да размислувате за нова куќа или за нов автомобил. Така се работи домаќински. Недомаќинско работење е вие да појдете во банка, да земете кредит, за кој што треба да плаќате камата, со кредитот да отидете на одмори, кој ќе се вратите да немате што да враќате кредитот. Сега само работеле како ова што беше до сега. А јас сакам да работам како што секое нормално домаќинско семејство би работело и тоа е мојот стил на работа. Морам да прашам и за железницата. Навистина, таму веќе ситуацијата ми делува прилично тешка. Од една страна треба да се обезбеди плата за сите овие луѓе што спомнавте, илјадници, буквално илјадници луѓе. Од друга страна, знаеме во каква состојба е железничкиот сообраќај во Македонија, практично не постои сега. Ако сме реални, возовите и тие што ги има, не знам дали ги има воопшто во овој момент, патуваат со некаква брзина која што е срамна од 19 век. А ги гледаме, не знам, соседите најавуваат од по 200-220 километри брзина на возови на час, нешто што па и депримира ако сме реални. Точно. Тоа е една моја визија за Македонија и може би еден мандат нема да е доволно, но ако добиеме 2 мандати, мислам дека ќе можеме да го реализираме. Сакам да изградиме брза пруга на потегот север-југ. Од Скопје до Солун да има брз воз кој што би движел со 200 км на час за патници и 120 км на час за товарен сообраќај. Како дистанцата помеѓу Скопје и Солун патниците би ја поминувале за час и 15, час и 20 минути, што ќе отвори Македонија за целиот регион, за бизнисот, да не зборувам, тоа ќе е една фантастична работа. Веќе на север се гради брза пруга, помеѓу Белград и Ниш помеѓу Белград и Нови Сад е изградена, помеѓу Белград и Ниш се гради. Веќе се завршува Нови Сад Суботица и треба да се поврзе со Унгарија. Унгарците градат од Будимпешта надолу, што значи дека ние за неколку години ќе имаме функционална пруга од Будимпешта до Ниш, која што ќе е брза пруга, и природно е таа пруга да продолжи јужно надолу до Скопје, преку Велес, Гевгелија и Солун, а од Солун да се приклучи на брзата пруга која што веќе постои Солун-Атина и на тој начин да имаме поврзаност на двете најголеми пристаништа на југот, Пиреа и Солун, со Централна Европа, а целиот тој увоз кој што ќе оправи Централна Европа да поминува низ Македонија, да поминуваат илјадници возови
со товар од кој што Македонија ќе наплаќа и може буквално да живее и да се развива. Да не го украдат соседите во превод. Па бугарите се обидуваат да го направат Тоа ми беше прашање. Ние имаме голема компетитивност во однос на бугарите и компаративна предност затоа што македонската траса е за 330 км пократка, затоа што е природна траса, нели оди по Вардар и по Морава. Тоа е старата Ориент Експрес траса уште од средината на 19-тиот век. Трасата која што оди по реката Марица и низ Пиринска Македонија, па потоа ја заобиколува Софија, па оди кон Димитровград или Босилеград и излегува во Србија, е за 330 км подолга, што значи дека дури и со брза пруга патувањето е поспоро. Така што ние имаме огромна предност. Таа предност може да изгубиме само ако не работиме на оваа работа. Мене ми е жал што со Заев и Али Ахмети изгубивме неколку години не развивајќи го овој проект. Но, еве, наша задача е да патиме чекор со останатите држави и да имаме за 5 до 6 години брза пруга која што ќе значи дека за 2 часа граѓаните ќе одат до Белград, за час и 20 ќе одат до Солун, некаде за 4 часа ќе одат до Будимпешта или за 5 часа до Виена, кажувам, во пријатно возење во воз. Морам да ви кажам дека речиси неверојатно звучи. Па Драган, млади сме и јас и ти ќе ме викнете на интервју за 5-6 години и ќе Па ќе видиме, да. Уште едно прашање, не знам колку успеавте да влезете во приказната со авионскиот сообраќај, разговарав со луѓе кои што туризмот им е главна преокупација, кои што велат дека и особено сега во овој период изгубивме некои од линиите на Визер. Имам првичен увид. Јас овие 14 дена главно сега други треба зборуваат за мене, но работам од 8 часот наутро до буквално полноќ. Тоа ми е дневната рутина, по 16 часа работам секој ден. Се заблагодарам на семејството што навистина ми дава поддршка во овие стартни недели и месеци на функцијата. Што ако работите 16 часа немате време за ништо друго, за жал. И моја голема благодарност на поддршката. Така што ова време го користам главно за да читам, да се информирам и да навлезам во секторот. Она што го гледам со воздушниот сообраќај, кој што е многу битен затоа што така Македонија туристички се отвори пред некаде 10 години, е дека главната компанија која што оперира од Македонија со релативно ефтини летови, зборувам за Визер, има своји проблеми со флотата на авиони, кои што на ниједен начин не се поврзани со Македонија, но се присилени за жал да укинуваат дестинации. Јас во следниот период планирам еден многу сериозен состанок со нив, каде што ќе разговараме за нивните планови за следната година. Но просторот нема да го оставам празен и веќе дадов насока да се комуницираат и други компании кои што би можеле да бидат присутни на постојат и други компании кои што имаат релативно ефтини летови. И да отвориме нови дестинации. Би сакал да отвориме Шпанија, во моментов за жал нема летови кон Шпанија. Би сакал повеќе да отвориме Франција. Би сакал повеќе да отвориме Англија. Пред се за тамошни туристи тука, затоа што нели се уште имаме визии со Англија, така што се враќаат тие повеќе кон Македонија отколку од Македонија натака. И да успееме на тој начин да донесеме туристи кои што Македонија сега ги нема, а и да овозможиме на македонските граѓани ефтино да патуваат до овие дестинации. Така што мислам дека за следната сезона, затоа што во авиоиндустријата не се прават редовите налетања од денес за утре. Нели има летен и зимски редослед на летање, нешто као семестрите на факултет. Значи ние од сега треба да зборуваме за следната година за летниот ред на летање. И мислам дека ќе можам да излезам со многу убави вести за следната сезона, каде што ќе има нови дестинации кои што многу ќе значат и за македонските граѓани кои што сакаат да патуваат, но и за туристите кои што сакаат да ја посетат Македонија по релативно пристојни цени. Ова е многу важно. Од една страна за туризмот кај нас се разбира, меѓутоа се навикна, особено младите луѓе, да патуваат релативно ефтино во Европа и сега тоа и добро е тоа. Знаете, извинете што ја прекинувам, но многу убава поента погодивте. Јас не сум далеку од стар сум, не се чувствувам така, но се сеќам кога бевме во средно или на факултет беше луксус во авион човек да се качи, апсолутно. Да се качи во авион, кредит се земаше за да се направи некое патување, ако човек не дај Боже има мака или некоја потреба.
А сега патувањето со авион стана нешто што е нормално, што мислам дека треба да е така, затоа што мора да сме мобилни, таков е светот, мора лесно да се комуницира. И еве да најавам премиерно уште една работа, за која што сериозно размислувам. Знаете дека имаме многу убава приказна со Скопскиот аеродром. Се случи една реконструкција, односно изградба на нова терминална зграда, која што целосно го промени ликот на Скопскиот аеродром. Во план ми е истото да го направиме во соработка со концесионерот и со Охридскиот аеродром, како би добиле нова терминална зграда на Охридскиот аеродром, односно нов аеродром во Охрид, што многу ќе значи и за туризмот, но и за македонските граѓани. Кога тоа ќе го поврземе со мојата втора визија, тоа е изградба на и доизградба на постојното изградба на ново пристаниште во Охридското езеро, во самиот центар на градот, заедно со нов кеј на Охридското езеро и изградбата на автопатот Охрид-Кичево, мислам дека ќе имаме една убава целина која што многу ќе придонесе за туризмот. Че рековте ново пристаниште во Охрид? Да. И тоа мислам дека многу брзо ќе го направиме. За следната летна сезона мислам дека веќе ќе е завршено. Убава најава овдека морам да признам. Додека вие сте овде со најголем дел од колегите министри, премиерот заедно со тројца ваши колеги се уште, мислам дека се уште е во Вашингтон и можеби се веќе на пат за Њујорк. Вечерва патува за Њујорк. Да. Зборував јас со премиерот неколку пати денес, навистина е задоволен од посетата. Така што вечерва патува за Њујорк на средба со нашата диаспора, но исто така и со потенцијални инвеститори кои што би инвестирале во Македонија. Во Вашингтон беа на 75 годишнината од основањето на НАТО, на овој голем самит на кој што беа донесени, ги читав денеска заклучоци кои што се навистина важни од многу аспекти. Ги гледав и пораките што ги испраќа и премиерот и министерот за надворешни работи и трговија, дека Македонија нема да бега од своите обврски во НАТО, се разбира, дека ќе биде дел од екипата, ако така смеам да кажам. Беа направени доста средби со сериозни личности во САД, меѓу другото и со, не знам, со Џорџе Мелони од Италија, премиерката, со господинот Ричард Гренел, со конгресмени од двата табори. Меѓутоа, оно што денеска најмногу, барем мене, ми остави впечаток и логично е тоа што го објави премиерот Мицкоски, дека договориле со Унгарија многу сериозна економска соработка, со Виктор Орбан, конкретно со премиерот, и при тоа беше најавено дека Унгарија ќе ни позајми 500 милиони евра, кои што ќе бидат, ако разбрав добро, дадени под пристојни услови, повеќе од пристојни, со релативно мала камата, со грес период од 3 години, со рок на отплата уште 12 години, а потоа овие пари ќе бидат финансирани односно вклучени во нашата економија. И она што нормално за очекување беше, сега само веднашка излезе со констатација дека овој не бил најповолен кредит кој што може да го добие стопанството, дека Мицкоски лаже и дека немало ни потреба, впрочем, да се земе. Па сега еден коментар. За сега само кажаа граѓаните што мислат на избориве. Иначе една од причините што се позајмуваме, што сега само земаш кредити со 6, 7 и 8% камата или продаваше обврзници со толку камата. Ово е двојно помал. Да, ова се најдобрите услови кои што воопшто може да се добијат. Ќе ги кажам, па нека размислат граѓаните дали било кој граѓанин може вакви услови да добие во било која банка кој ќе појде, на пример, стан да купува. Стан да купувате испод 5% нема се жале така камата и тоа треба вака јако да се потрудите, ајде да не велам да фаќате пријатели да имате во банката. Добро. Добиваме 500 милиони евра, тоа е огромна сума. 3 години грейс период, значи во првите 3 години не враќаме ништо. Купен рок на отплата е 15 години, што ќе се согласите, е едно пристојно долг период. Сега само земаш и ги враќаше за 5 години. Дури да ги земете, треба и враќате. И каматата е само 3,25%, што е историски најниска камата што Македонија било кога ја видела. Тоа што е уште многу побитно, што го кажа премиерот, е дека со Унгарија реализираме договор за стратешка економска соработка, кој што значи дека ние имаме можност во годините кои што доаѓаат со нас да ја продолжуваме оваа соработка и да искористиме многу повеќе средства од овие 500 милиони, односно онолку колку што нација ни требаат. И сега зошто ни се овие средства? Овие средства ни се прво за да поддржиме стопанството, под исти услови под кои што
ги земаме овие средства, ти пласираме во стопанството, прашајте ги фирмите дали можат да земат на 15 години кредит, со 3 години грейс период и 3,25%. Тоа јасно дека е невозможно. Нема таква работа. Сега 250 милиони евра ќе влезат во фирмите, тоа ќе е огромна подршка за македонското стопанство. Другите 250 милиони евра ќе ги користиме за општините со цел да ги развиеме општините и веќе да немаме инфраструктурни прашања во Македонија. Тоа е само од овие 500 милиони, ама тоа ќе ни даде и простор да дишеме за многу други обврски кои што доаѓаат. Така што се работи по мене за одличен договор. Унгарија покажува дека е најголем пријател на Македонија. Виктор Орбан покажува една прекрасна визија за Македонија и покажува дека е навистина во моментов во Европа најголемиот пријател што го има Македонија и освен да се благодариме, нема што друго и да кажеме. Во ред? Дај Боже да постојат и други држави во Европа кои што би сакале под исти или поповолни услови да позаимат пари на Македонија, но за жал не ги гледаме во моментов. Така што мора да сме свесни дека ова што го прави Виктор Орбан за Македонија е огромна работа. Сега некој може да рече дека сум пристрасен затоа што и не е некоја тајна дека јас имам и таму огромно лично пријателство, но фактите го говорат и го потврдуваат ова што го кажувам. Ако Унгарија е подготвена навистина да помогне, мислам дека несериозно е некој да рече зошто. Па ете, нормално некој ќе рече кој е нивниот интерес? Нивниот интерес е стабилна Македонија, развиена Македонија. Нивниот интерес е да не се повтори 2015 година, кога се сеќавате имаше голема мигрантска криза, која што можеше буквално да ја уништи Европа. И нивниот интерес е Македонија стане членка на Европската унија. Тие тоа го поддржуваат и на тој начин да бидеме заеднички партнери во Европската унија, така што имаме огромни пријатели таму. Јасно, меѓутоа сега очекувам, се уште нема, интересно е се уште нема, барем до доцна веќе во ноќта, меѓутоа очекувам медиумски најави од типот аха со Орбан, тоталитарниот Орбан кој што сега има други коментари. Не била 1,5 милиарди биле. И до тоа ќе дојдеме, но добро. Значи прво кога државата помалку се задолжува е добро. Така. Значи веројатно е подобро да се задолжите помалку отколку повеќе. Само во сваќањата на СДСМ е добро да се задолжите повеќе и тие затоа ја задолжија Македонија колку што ја задолжи. Второ, веројатно само во нивните сваќања е подобро да имате повисока отколку пониска камата и само во нивните сваќања е подобро да имате пократок отколку подолг рок на враќање, но за сега само кажа народот 18 пратеници е историски најголем пораз кој што било која политичка партија на власт го доживеала во Македонија и веројатно нема ни да се повтори во иднина, така што граѓаните им каже кај се и кој се. Добро, кога сме кај СДСМ, сега речи си таква е состојбата што тие веќе и не представуваат вашиот главен политички противник. Во моментов да, во право сте. Да, тие дури немаат 18 пратеници, целата коалиција има 18, вака би биле 15. Меѓутоа со ова што се случува таму, мое скромно мислење е дека барем на краток или на среден род работите не можат да се поправат. Што значи дека ќе се најдете во ситуација... Тоа е нивна работа. Јас знаете дека во годините на опозиција, ние како раководство повеќе од 6 години поминавме во опозиција. Бевме постојано напаѓани од СДСМ. СДСМ се обидуваше прави расколи, немири во ВМРО-ДПМН и така натаму, како што ние ги надминавме. Јас и во ова студио и кај вас секогаш сум зборувал дека мислам дека не треба да се мешаме во други политички партии. Нити мислам дека ВМРО-ДПМН треба да се меша во СДСМ, нити СДСМ во ВМРО-ДПМН, иако СДСМ на власт имаше многу мерак да се меша во ВМРО-ДПМН, ама за среќа не успеа. Состојбата во СДСМ е работа на членовите на СДСМ. Јас за моја среќа не сум член на СДСМ, сум член на ВМРО-ДПМН. Немате потреба да... Така што членовите на СДСМ нека се одлучуваат што е најдобро за нивната политичка партија. А нормално, моја цел, како подпредседател на ВМРО-ДПМН, е ВМРО-ДПМН да е што поуспешно, затоа што членовите на ВМРО-ДПМН и председателот на ВМРО-ДПМН ми дале таква голема одговорност да јас сум подпредседател на партијата и природно јас да се борам за максимален успех на ВМРО-ДПМН, затоа што тоа е моја основна задача. Ќе се согласиме, но некои велат дека сега ова е филозофско повеќе некое размислување дека со толку слабо СДСМ ВМРО-ДПМН може да се најде во состојба да се чувствува премногу сигурно.
односно да се опушти условно кажано, Тука да не се добиете слагам. преголемо чувство на мислам дека сила. ако не секој најголем дел од властите паѓаат сами од себе. И мислам дека како ние ќе поминуваме кај граѓаните во изборите кои што се пред нас, ќе зависи од нас. Во мојот сектор, ако јас успеам да стабилизирам тоа што е сега уништено за неколку месеци како што планирам, и после тоа ако почнам да давам резултати, и ако тие резултати се видливи, за 4 години ќе не подржат граѓаните. Ако од следните 4 години ги завршам овие сите проекти кои што ги зборувам, и за 8 години ќе ни дадат граѓаните подршка за да правиме нови проекти. Така што многу едноставно е. Ако имаме добар перформанс, можеби ќе имаме и 3 мандати. Ако имаме лош мандат, можеби нема да имаме ни 3 години. Тоа зависи од нас. Мислите дека влијанието на медиумите кои што се критички расположени и на опозицијата не може до толку да ги детерминираат работите? Видете, ако имате резултат. Медиумите најкритички да се, најпристрасни да се, ако вие имате резултат, не може да го игнорирате. Ако Охрид Кичево го пуштиме до крајот на 2026 година, што ќе кажуваат критичките медиуми? Па, ќе најдат нешто. Ќе кажат дека не е добрата трафа, нешто не чини тука. Ама не поминува и контраефект ќе се случи. Така што многу е битно да ги завршиме работите. Ако успееме да ги завршиме работите, се согласувам. Да се вратиме повторно на ситуацијата во Вашингтон, односно на средбите тамо. Имаше кратка средба, ако не се лажам, и со Џозеф Бајден, председателот на САД, господинот Мицкоски. Спомнав ми некои други важни ликови, но повторно една средба, особено освен оваа со Орбан, остана во очите на јавноста, тоа е средбата со бугарскиот премиер, каде што стигна порака дека треба да се гледа кон иднината, малку помалку да се замараме со минатото, да отвориме некои нови перспективи и можеби првпат од бугарска страна, ако грешам поправете ме, видов некаква назнака дека и на нив како да им е дојдено малку до тоа, или можеби грешно. Дај Боже. Ние секогаш викаме дека треба да гледаме напред. Гледањето напред значи дека Бугарија треба да се откаже од диктатот кон Македонија и од наметнување на уставни измени под бугарски диктат, кои што ние нити ги прифативме, нити ги прифаќаме, нити ќе ги прифатиме. Така што ако се откажат од тие работи, апсолутно мислам дека треба да гледаме напред и ќе гледаме напред. Односите меѓу Македонија и Бугарија се такви да целата тежина е кај Бугарија. Ако тие добро се постават, тие имаме перфектни односи. Ако се постават лошо како што се поставуваат во моментов, тие имаме лоши односи какви што имаме. Така што од нив зависи. Ние имаме јасни позиции. Ние знаеме дека сме македонци, а не бугари. Ние знаеме дека зборуваме македонски јазик, а не дијалект на бугарскиот јазик. Ние знаеме дека имаме своја историја, а не бугарска историја. И дека таа не почна 45-та. Точно, ние знаеме дека имаме своја култура, а не туѓа култура, и ние знаеме дека македонската држава има свој јасен политичко-историски континуитет, кој што почнува уште во 19-тиот век со природбата, продолжува низ македонските востанија во текот на 19-тиот век, понатака формирањето на ВМРО, Илинденското востание, Балканските војни, востанието кое што е континуирано помеѓу двете светски војни, Втората светска војна и народно-ослободителната борба, понатака е формирањето на Македонија како единка во Југословенската федерација и финално е самостојна Македонија во 8 септември 1991 година, така што тоа е еден јасен континуитет кој што не може да биде оспоруван. Во моментот кога нашите пријатели од Бугарија ќе го прифатат ова, мислам дека нема да имаме никакви проблеми. А ако очекуваат ние се погазиме сами себе, да се избричеме сами себе и да вртиме глава на реалноста, тоа што нема да прифатиме. Беше интересно да се каже дека многумина велеа дека и вие, и особено председателот на владата, кога ќе преземете власта, ќе намалите со интензитетот на изјавите во овој правец, односно дека ќе се калкулира, меѓутоа тоа не се случи. Тоа значи дека луѓето, дека народот е потценет од страна на овие кои што така велат, пошто овие кои што така велат го лажеле народот во минатото и мислат дека и ние ќе го лажиме народот. Ние не го лажиме народот. Еве, завршија изборите, ние имаме исти ставови. Јас нити во моите ставови, нити во ставовите на председателот на ВМРО-ДПМН и председател на владата Мицкоски, нити во најблиските соработници гледам промена на ставот, тој не е исти и ќе ни остане исти. Морам да се вратам уште еднаш на
приказната, од неприказната, односно на оваа економска специјална соработка со Унгарија, затоа што и затоа е добро што оваа емисија биде достапна навечер, од СДСМ му прашуваат дали кредитот од Будимпешта се всушност кинески пари. Не знам тоа како е можно се. Дали Кина стои позади исплатата на половина милиарда евра кој премиерот ги најави дека нашите кинески пари веројатно од Кина ќе сме ги позајмиле. Јас колку што знам во Унгарија со форинти се плаќа. Така што значи ова се претпоставува некакви дека е несериозно трошење. Несериозно. Добро, во однос на ситуацијата со НАТО рековме дека Македонија ги презема сите обврски што може. Од друга страна, кој што успев да зборувам со експерти и со професори, сепак треба да бидеме на некоја линија во која што ние сме дел од алијансата, поддржуваме тоа што се случува и го поддржуваме интегритетот на Украина и така натаму, меѓутоа дека нема потреба да истрачуваме нешто особено напред како што се случуваше од претходната министерка, особено за одбрана, која што инсистираше малтене да биде некаков јастреб на НАТО, што нити одговара на нашата позиција, нити нашите можности. Видете, ние имаме мала, добро обучена армија која што служи на потребите на Македонија како држава. 2 милиони држава светски војни не може да води, но може да е на вистинската страна и ние сме на вистинската страна во овој конфликт, во оваа војна и ќе продолжиме да бидеме на вистинската страна. Секако дека ќе даваме поддршка за Украина, но како што велите, за жал во војните е така, помојтните ги водат војните. Треба да гледаме да целиот регион остане надвор од виорот на војната и секако да заврши агресијата на Украина и Украина да ја задржи својата територијална целовитост и веќе да не гледаме војни во Европа. Се разбира. Господинот Мицотакис, премиерот на Грција, најави дека ќе зборува на самитот на НАТО за случајот со Преспанскиот договор, колку се употреба, имате информации како се поставил тамо? Веројатно ќе треба поразговараме со претседателот на владата кој ќе се врати за бидејќи нема нешто особено во однос на ова прашање. Навистина не би можел да кажам детали сега. Дел од опозицијски расположените медиуми тврдат дека Мицкоски бил осамен на самитот на НАТО, повторно нешто чудно, но добро. Мислам дека не вреди да троши енергија. Во меѓувреме се малку за многумина е споро сето ова реорганизирање на државниот апарат. Од една страна се донесува закони на брзина со кои што се сменени или начинот на кој што функционира, се додадоа некои министерства, некои се фузираа, како веќе излезе сето тоа, некои институции ќе исчезнат, некои ќе се препородат или како оди тоа. Меѓутоа се уште немаме министри, заменици министри. Денеска знам излезе со информација. Очекувам да се случи тоа следната недела, затоа што нели претседателот на владата имаше патување, ќе има уште едно патување во следниот период на состанокот на Европската политичка заедница. Претседателот на владата е тој кој што ги предлага замениците министри, така што за многу скоро време во следниот период ќе има заменици министри. А какви се односите во овој момент со коалиционите партнери? Кога мислам коалиционите, не мислам во вашата коалиција, туку со Вреди и со Знам. Одлични, а и за 14 работни дена и не би можело и да се поинакви освен одлични. Навистина сме на сам почеток, така што знам, меѓутоа треба време за да се прилагодиме едни на други, но стартот е одличен. Тоа сакам да кажам, постои она основна доверба дека може заедно, бидејќи колку што ги читам, се познаваме со тие луѓе, ние не сме, сега зборувам за раководствата на политичките партии, не сме вчера во оваа работа, нити вчера имаме соработка со политичката партија, знам соработувавме на локалните избори. Тоа е еден период од 3 и нешто години соработка. Со албанската опозиција или Влен, Вреди, како што се нарекуваат, соработувавме и во опозицијските денови, така што имаме една добра хемија, една добра кохезија. Она што за мене е многу значајно е што Дуи после 20 години отиде во опозиција, тоа е огромна работа. И Македонија конечно се ослободи од тие кримни практики кои што ги имаше во овие 20 години. Велам, ми влеговте во зборот, лидерите на Влен даваат барем во овој момент изјави кои што делуваат сосема рационално и кога се во прашање оние провокации од Дуи пред се што доаѓа дека албанците веднаш се ставени во понеповолна позиција. Свесни се од Влен дека Дуи е сега во очеј и мислам дека се доволно интелигентни, доволно паметни да не паѓаат на провокациите.
повторувам, огромна работа се заврши со тоа што дуи отиде во опозиција, се ослободи целата држава. Добро, во меѓувреме јавноста, ајде ќе се спомнам да речем, јавноста речи си да нагаѓа и да она како се вика на да типува како во спортски казина кажано, кога некој, особено некое сериозно лице ќе понесе одговорност за тоа што се случило, се разбира дека е лудо да ве прашам вас, вие не сте нити истрага, ниту полиција, мислам дека е прашање за јавното обвинителство. Очекувам да бидат ефикасни. Еве јас јавно ги повикав припадниците на Министерството за внатрешни работи, лично директорот на Бирото за јавна безбедност дојде во Министерството, да му се заблагодарам на господинот Јанев. Дадов 3 предмети за кои што мислам дека има сомнеж за криминал, ја не можам да тврдам дека има криминал. 2 од нив се подкрепени со ревизорски извештај на Државниот завод за ревизија, кој што нити јас го бирам, нити ВМРО не го бира, туку е независно тело. И мислам дека треба обвинителството да постапи по нив, затоа што така е нормално како функционирање на држава. И не мислам дека треба постапи за 1, за 2 или за 3 години, туку треба постапи сега, тоа што граѓаните го очекуваат, тоа што кажавте вие, и јас го очекувам, што вие го кажувате, затоа што премногу индиции за криминал имаше во изминатите години. Јас лично сум ги презентирал. Не излезе дека само сум ги презентирал во опозиција, и од власт ги доставувам до надлежните органи, сега треба да си постапат. И нека кажат, ако нема дело, дека нема дело. Да знаеме дека сме биле грешка, ама ако има дело, а мислам дека има, мора да одговарат тие кои што се инволвирани во тие кривични дела, затоа што мора да има одговорност и граѓаните да знаат каде одеа парите во годиниве кои што се позади нас. Тука ме изненадува отпорот на судството и обвинителството во дело на нашата идеја за распуштање на обвинителскиот и судскиот совет. Но мислам дека работите се менуваат во период што доаѓа. Добро, но факт е дека странските амбасадори, од кога мислам странски, мислам на овие од најзначајните земји, не беа нешто оптимисти во првиот период, потоа малку и тие како да спуштија топката. Мислам дека премиерот имаше одлична изјава и како што видовте се повлекоа. Да. И морам да прашам ова, вие како партија, не вие, вашата партија, последниве денови излегува со тврдења, со обвинувања дека практично доаѓањето на власт во СДСМ, мислам на господинот Венко Филипче, не е ништо друго, туку обид да се на некој начин да се заштитат интересите во кои што има веројатно и криминал на семејството Заеви и на самиот господин Филипче, кој што вака, ако е само како политичка флоскула, не значи многу, меѓутоа кога толку многу се повторува, веќе добива потопина. Мислам тоа на сите им е јасно во државава. Јас со двајцата сум се соочил на избори. Заев беше носител во четворката контра мене 2020, Филипче беше носител во четворката ова 24-та исто контра мене. Двајцата ги победив, така што директно сум се судил со нив, знам како функционираат, знам дека се во одлични односи и факт е дека Зоран Заев се врати во СДСМ со изборот на Венко Филипче за председател на СДСМ. Дали е тоа добро решение за членовите на СДСМ, како што кажав пред некоја минута, кажа членовите на СДСМ, но факт е дека перформансот нивни во владата беше катастрофален. И на Заев како премиер, и на Филипче како министер за здравство. И тоа е апсолутен факт, кој што мислам дека сите го прифаќаат и го препознаваат. И сега е вака за финале на оваа емисија, рековте дека навистина имате многу обврски, па нема да ве држам премногу. Да, јас од тука продолжувам на работа и не е флоскула, може да пуштите некоја камера ќе да проследиме дали навистина ќе отидете на работа. И покрај лошиве и полоши од колку што беа очекувањата состојби во кои што се наоѓаат не само вашето министерство, вие сте сепак и вице-премиер, заменик на премиерот, значи зборуваме за целиот тој конгломерат од министерства и институции. Можеме ли објективно да се надеваме дека макар на среден рок работите ќе се вратат во нормала? Еве не очекуваме не знам какви пари или богатства, но мислам дека година-две ни треба да се дише. Година-две ни треба за стабилизација, ова што вие го велите нормала, и после тоа ќе почнат да доаѓаат многу добри резултати. Ние веќе со странските инвестиции во првиве 2,5 недели покажавме дека може поинаку.
донесовме 3 странски инвестиции за 2 недели, СДСМ и дуи за 2 години 3 странски инвестиции не донесува. Така што покажуваме дека работите може да се минуваат. Александар Николовски, заменик на премиерот, министер за транспорт, ви благодарам за вечерашното гостување. Благодарам, беше задоволство и поздрав на сите што не гледаат и се надевам ќе се видиме во новата сезона повторно, веќе и со готови проекти. Така. Почитувани гледачи, тука морам да се одјавам, не само од оваа емисија, туку генерално од петата сезона. Ви благодарам што ме трпевте и толериравте сите овие месеци наназад, и мене и колегата Горан Мамировски, кој што пред 2 месеци замина во други води. Се надевам дека си од овој период го заслужувавме и го оправдувавме вашето внимание. Уште повеќе се надевам дека како Горан стрна замина од емисијата и успеав самиот да ви ги презентирам и своите гости и моите размислувања по време на најдобар можен начин и дека ќе останат овие емисии запаметени по добро. Ви посакувам на сите убаво, мирно лето, одење на одмор, здравје се разбира и ако Бог даде како што велат, да се има здравје само, од септември се гледаме во новата 6-та сезона. До тогаш пријатно.